Добро вечер и добро дојдовте во уште едно издание на емисијата Тунел. Кој е вистинскиот поглед на светот? Дали само погледот е доволен за да ги препознаеме и почувствуваме нештата? Често пати кога ни е најубаво замижуваме, бидејќи нештата се најсилни кога вистински ќе ги почувствуваме. Слепилото може да се појави како резултат на мешавина на различни состојби, како на пример ментална ретардација, аутистични спектрални нарушувања, церебрална парализа, нарушување на слухот и епилепсија. Според проценките на Светската здравствена организација, најчестите причини за слепило во светот се катаракта, глаукома, старосно условена дегенерација на макула, рожно слепило, дијабетска ретинопатија, детско слепило, трахома, онхоцеркоза. Според законот, лице со нарушен вид треба да биде оддалечено 6,1 метар од предметот за да го види со корективни леки, со онаква јасност како што истото би го видело лице со нормален вид на оддалеченост од 61 метар. Во многу области, луѓе со просечна акутност, кои имаат видно поле од помалку од 20 степени, а нормата е 180, се исто така категоризирани како лица кои се законски слепи. Според статистиките, 90% од луѓето со оштетен вид живеат во земјите во развој. 65% или 22 милиони случаи од нив се резултат на катаракта, додека пак глаукомот е причина за оштетен вид на 6 милиони луѓе. Бројот на луѓето заболени од трахома драстично се намали во последните 10 години, и тоа од 6 милиони на 1,3 милиони. Речиси во сите региони, луѓе на возраст од 60 години најчесто имаат оштетување на видот. Во посиромашните заедници постои поголема можност децата да заболат од болести кои предизвикуваат слепило, отколку нивните побогати врсници. Многу луѓе со сериозно оштетување на видот можат самостојно да патуваат, а при тоа имаат на располагање голем број алатки и техники. Специјалистите за ориентација и мобилност се професионалци кои се посебно обучувани да ги учат луѓето со оштетен вид како безбедно да патуваат, да се движат низ домот или средината со доверба и независно. Алатките, како на пример белиот стап со црвен крај, меѓународниот символ за слепило, може исто така да придонесе многу за лицето со оштетен вид полесно да се движи низ средината. Долгиот стап се користи за личноста да може да ги забележува работите на патот преку допир. Многу мал број луѓе ангажираат тренирани кучиња, кои би им помогнале во нивното движење. Некои слепи луѓе користат GPS како помошна алатка. Ваквите софтвери може да им помогнат да се ориентираат и да се движат, но тие не можат да ги заменат традиционалните алатки за движење како што се тренираните кучиња и белиот стап. Токму за видот и силата на чувствата кога видот го нема, вечерва во емисијата со моите исклучителни гости. Гоце Радевски, добро дојдовте, и Дамил Речепи. Добро дојдовте. Со една исклучителна сте енергија, морам да признаам, и досега ни приредивте многу убави моменти и истите се надевам дека ќе ги почувствуваат и нашите гледачи кои ќе ги пренесеме преку вечерашнава емисија. Вие имате оштетување на видот, секој за себе ќе си ја каже и својата приказна, но ќе се обидеме и заеднички да одговориме на некои прашања кои се можеби табу или не ги сретнуваме често и прашања со кои можеби само вие се сретнувате, а не добивате одговори. Може така да биде, нели? Гоце, вие видот го губите, не сте со вродено слепило, туку многу подоцна на некаде 20 години. Така, како што и кажавте, јас значи својот вид го изгубив на мои 20 години. Причината за губењето на видот беше очниот притисок или кажано глауком, што навремено не беше кај мене откриен. Мене ме водеа како човек кој што има катаракта на старечко перде. За да ми се открие тој глауком требаше да одам јас надвор, нели, на прегледи, а отидов надвор на прегледи затоа што дека цело време ми кажува дека се е добро, јас го губев уствари видот. И тоа ме натера да отидам и надвор држава, да направам испитување. Таму ми открија очен притисок, каде што мораше во најбрзо време јас да направам операција на очите за да го зачувам барем оној вид што го има во моментот кога отидов таму, но додека собрав ја средства,
Морав да собирам средства затоа што овдека не ми даваа консилијарно мислење за дел од средствата, нели, да ги покрие, да ги рефундира Министерството за здравство, така што додека собрав пари, помина една година веќе кога отидов таму беше доцна за да ми направат хируршка интервенција за да го зачувам тој вид. Значи ризикот беше поголем за операција затоа што 90% беше можност да го изгубам видот, а 10% да ми остане. И тоа беше тоа. Од тогаш наваму, еве, од мои 20 години до сега, жив, здрав. Со многу бистар ум и со позитивна енергија, продолживте понатаму. Не се сега претпоставам дека од овој аспект веќе сте изреализирана личност и пак ќе речам имате навистина една вова силна енергија и многу позитивна при тоа, но претпоставам дека тие први моменти на соочување со таа информација и соочување со моментот дека дотогаш сепак нели и гледавте и го живеевте животот поинаку, а од сега од тогаш ќе треба понатаму многу поинаку да живеете. Каков е тој психички момент или се крши ли нешто во човекот? Како се соочивте вие конкретно со таа информација и спознание? Така, тоа значи тешко е да се долови, тоест да ви го опишеме. Јас лично ќе ви кажам, мене многу ми беше потешко да се одлучам кога отидов значи во Русија, во Фиодоров за операција за очите. Они кога ме ставија пред едно искушение, дали моје беше да се одлучам дали ќе се правам операција или не. Они ми ги кажаа, значи условите што све може да се случи. Е сега јас нели сметајќи на тоа сум отишол од Македонија таму за да го зачувам видот, а ако седнам ако останам таму да се оперирам и го изгубам видот и се вратам без вид овдека, тоа ќе беше многу по-тешко за мене. А бев сам на своји 18-19 години таму без родители, без никој. И тоа беше многу потешко за мене отколку ова што јас сега го доживувам. Значи почетокот беше тежок кога го изгуби видот додека да научам ориентација на движење. Ориентација во микро, макро простори и така натаму, затоа што сепак и тоа е некоја рутина, некоја вештина, да кажам. А може би базата за да полесно нели ги правите сите нешта во текот на секојдневието? Апсолутно, значи тоа сакав да кажам. Она што ми олеснуваше тежината, тоа што јас не можам да видам повеќе ништо, едноставно само црната боја, ништо повише. Ми исполнуваше пријателите кои што и поред тоа што го изгуби видот, значи не се повлекоа од мене, не ме оставија сам дома да се затворам, него баш тие беа предизвик за јас да се борам во животот. Постојано ме вика каде и да одат, каде и да има, што и да има, они мене ме викаа. А јас за греота не одбивав. И така што со тие движења постојано во контактите со пријателите. Апсолутно не затворен дома, значи постојано менуваш мислења така натаму, забораваш на тоа што си го доживеал. Почнуваш да размислуваш како да се снаоѓаш сега со новостекнатата што се вели состојба. Така. Да функционираш. И само уште ова ќе кажам, јас тоа што научив да се движам сам, тоа беше заслуга на професорот што ми беше по физичко, затоа што он беше тој што без никаква надокнада и така натаму, се нафати случајно што ме виде дека јас не знам да се движам сам, ме сретнал на улица и ме зема сам да ме научи по своја волја да можам сам да се движам и да функционирам во животот. Значи да бидам со еден збор кажано независен. Така. Ќе продолжиме понатаму со многу реков прашања кои вечерва сакам да ги одговорите и вака да си поразговараме. Уште еднаш ќе го поздравам и гостинот кој ни овде и ни прави друштво, младо момче кој е исто подготвено да одговори на предизвикот за вечерва во емисијата и да ни раскаже дел од своите патешествија и својот живот. Вие сте родени со
со слепила. Вие не знаете за поинаков живот, колку што ја разбрав приказната. Јас сум слеп така од раѓање и мислам јас во детството не знам многу, мислам како е да видиш нешто или да се сум навикнат, мислам се така ми но со мене ме поддржуваше секогаш татко ми, кој сега веќе е починат, Бог да го прости. Јас благодарејќи на него бев шетан човек така и додека Присутен во секојдневието. Да, присутен во секојдневието. После започнав да учам во Заводот за слепи Димитар Влахов. Од таму сретнав, мислам, многу друштво, се дружев. Исто така и мислам тоа мене ми помогна за да го надминам, единствено да не го почувствувам тој проблем што го имам, мислам, со видот. И тоа Сигурно нештата ги чувствувате многу поинтензивно. Да, ги чувствувам поинтензивно, но ако веќе се дружиш, ако веќе подеднакво се дружиш со лица кои, ете, например, не се како нас. Со оштетен вид. Да, со оштетен вид. Тоа ти помага многу за да го некако да го заборавиш тоа. Зошто велите се подзатворивте откако почина вашиот татко? Чувствувавте најголема сигурност во него? Едноставно се чувствувате поранлив кога сте оставен практично сам на себе или на најблиските, сепак има дел од семејството и вашата сестра денес дојде овде со вас? Или да, пак? но сестра ми, мислам, веќе 3 години откако почина татко ми, сестра ми единствено што ме поддржува, мислам, ме шета и ми помага во сето тоа што сакам јас. Но татко ми беше, како да ви кажам, врзан за мене. Што ви недостасува од тие ваши дружби со вашиот татко? Најмногу. Што знаевте да правите? Се разговаравте често? Разговаравме често. Ве подготвуваше ли на се она што животот ќе ви го донесе попатно како ќе растете, се развивате нели во Да. зрел човек? Благодарение на него јас се подготвив. Мислам благодарение на него тој мене ми помогна како е да се соочам со животот, мислам. Но сепак имам еден проблем кој јас веќе мислам тој проблем сам го предизвикам, треба веќе да научам сам да се движам и да бидам посигурен сам. Знаете, тоа е тој проблем што го Зошто имате толку страв? Зошто не се опуштате? Ги немате вистинските луѓе, немате кому вистински да се обратите. Каде ви е најголемиот проблем или мака за да тоа почне, нели, да што велиме се одмутува клопчето за да може непречено да функционирате во секојдневието? Не, вистинските луѓе Ги има, мислам, не дека ги нема. На улица кого и да сретнеш би ти помогло. Кои ви се најголемите стравови, не? Но не знам, од такво мое искуство ми вели да не тргнам така сам. Вие сега веќе завршено имате новинарство и сте на втор факултет запишани. Така, и секој чест. Значи, во секој случај, јас додека го немав изгубено видот, не планирав да се запишувам на факултет. Но кога го изгуби видот, јас после 1-2 години прва работа што ми беше да запишам факултет и тоа го гледав едноставно како успех и поред ова нели што го имам како проблем со мене, тоа е слепилото. И да кажам, поред слепилото може го завршив и факултетот. Ако не го изгубив видот, може и немаше ни да завршам факултет. Сега сакав први да запишам социјална политика. Меѓутоа, во тоа време се уште не постоеше оној закон што сега постои да лицата нели со инвалидност бидат ослободени од партиципација, значи она финансирање, кофинансирање, да бидат ослободени. И во тоа време мене
на социјална политика, каде што сака да се запишам на филозофски факултет, ме ставија во таа државна квота, меѓутоа јас сепак немав услови таму да можам да функционирам како и сите други, да ги кажам оние компензациони права, Така. како што е компјутер со надограден со посебен софтвер кој што можеме сега да го користиме во моментов и така натаму. И од тие причини се откажав значи од социјална политика, како втора алтернатива го гледав новинарскиот факултет, преку кој што рачунав да откако ќе го завршам факултетот правам, нели, успеам да влезам во некој од медиумите и преку некој така едукативни емисии, програми и така натаму да едноставно Се едуцираат и општеството наше да го едуцираме како може да пристапи према лицата, нели, што се со инвалидност, дека тие не се ништо посебно и така натаму. Сите сме исто, луѓе од крв и месо. Зошто мислите дека имаме таа бариера помеѓу едните и другите? Од каде доаѓа? Понекогаш таа бариера си ја создаваме самите. А самите си ја создаваме таа бариера со тоа што се затвараме во себе. Откако ќе настапи тоа губење на вид или не знам, и да е, да кажеме, со вродено слепило и така натаму, ако самиот не си отворен, комуникативен и ако самиот не изрази желба да бидеш постојано со луѓе кои што ќе те поддржуваат, секако ќе се соочиш со проблем. А кога ти на истите тие и покажеш дека не си ништо посебно, ќе покажеш со тоа што ќе прифаќаш се што е наметнато од нивна страна, а и ти ќе наметнуваш на нив, така што едноставно они на тој начин ќе сватат дека ти си исто што и они. Јас кога отидов, да ви кажам пример, кога отидов прв пат на факултет, мене не ме знаеа дека не гледам. Дури ги кажував, па не ме верува, за да потоа еден од моите колеги и го потврди тоа, кој што ме знаеше поодамна, дека не гледам. И после оние на таа информација, веќе кога си ја потврдија, почна на живо да ме плачат. Што реално за мене тоа не е во ред. Не е добро. Нели да? Така и вие чувствувате, да, гледам дека и од разговорот кој пред малку си го правевме пред емисија, не сакате да бидете сожалувани. Не. Во принцип. Луѓето честопати можеби од друг аспект ви зборувам сега, од незнаењето како вие го доживувате тоа чувство, се ставаме во некоја задршка во однос на комуникацијата со вас или да не се спомене нешто што можеби ќе биде навредливо или да не се направи некој гест кој можеби ќе ве навреди. Чувствувате ли дека тоа и делумно влие на таа бариера, нели, или гледање на вас поинаку и доживување? Па тоа е оно што сега пред малце го спомнав, значи пошто кај нас се уште не постои на едукација на наше општество и затоа доаѓа до таков проблем. Тајм, зошто ви е тешко да се одлучите сега да продолжите со вашето образование? Завршивте петете, би сакале да работите, рековте, веќе сте полнолетно момче. Да. И сакате да почнете да функционирате многу јасно, да секојдневието ви биде исполнето со разноразни активности. Сега разбрав дека времето си го користите за гледање серии, од кои повторно бенефит искористивте и зборувате неколку јазика. Да. Односно, јас сериите не би немал така друга корист, освен Да ги освен слушнете. што јазиците не ми се важни. Така да сериите со тие си имаат својата истата содржина. Јас не би губил време да слушнам една серија која, мислам, Поентата извлековте на арно што се вели. да. Инаку немав друга причина да јас за Кои јазици ги зборувате? Па шпанскиот веќе добро го совладав, а сега веќе и турскиот јазик е во тек да го научам. Што сакате? Да усавршам. Сте размислиле што сакате да запишете следно високо образование? Сакате воопшто да се запишете? Или повторно тој страв што живее и тлее во вас? Не е ради страв, не, образованието јас не го прекинав ради стравот, но
Јас веќе не сакав самиот не сакав да продолжам факултет. Сакав единствено да работам, мислам, тоа што го научив веќе. Што би сакале да работите и каде конкретно? Имате таква идеја и желба? Па имам. Мислам, јас што би сакал во можност, јас ако би имала, например, некоја телефонска централа, одговарање на телефонски позиви, така нешто. Така, тоа што практично и завршив. Практично и тоа го завршив, мислам јас. Така. Возите велосипед, Гоце? Да, возам велосипед, не можам да се пуштам, да кажам, во градскиот метеж, така. во строгиот центар на Скопје и така натаму, меѓутоа кај мене слободно можам да кажам дека во било кое време можам да се качам на точак и да појдам до каде сакам. Ви давали Гоце и ваквите примери како слични на него, малку повеќе позитивна енергија ви влевали? Знам дека тој исклучително знае да работи со луѓе кои... Пред да почне емисијата, разговарав со Гоце и му реков дека еден ден јас ќе го земам за пример да ме едноставно да ме научи да го исчезна овој страф од кој владее со мене, мислам. И така да... Имаат проблем реално луѓето, значи, колку што разбрав, кои имаат оштетување со видот, да се опуштат, и ни споменавте за уште еден пример на девојка која откако стекнала слепило, заради потешката психичка состојба да се соочи со истиот момент и проблем, се затворила, немајќи ни можност можеби со кого конкретно да комуницира, па вие на своја рака, што се вели, се обидовте и помогнавте да... Така, јас, како што спомнавте, по некој случајно се разбрав за истата таа девојка која што живее во Битола. Разбрав дека и она се соочува со истиот проблем како и ја, на 20 години го изгубила видот, али се затворила дома и едноставно за неа тука било крај на животот кога го изгубила видот. Сега јас тоа не го гледав, тоа што го постигнав со неа, да она денеска сама функционира, едноставно да кажам 80% е независна. Само нешто ако треба да и се прочита и така натаму. Али јас тоа не го сметам како помош, него го сметам како мој успех, што сум успеал нешто да направам во својот живот. И се уште ќе правам, меѓутоа тука пак ќе го земам за пример Сојузот на слепи колку работи на таа проблематика, затоа што Сојузот на слепи е за нас и поради нас. Значи, не сме ние поради него, него он е поради нас. Постои. Кој што е секако има доволно капацитет и може да овој проблем со кој што се соочуваат, конкретно да кажам, Даим и сите останати кои што подоцна го изгубиле видот, реално во школото постојат некои такви во училиштето за слепи што е во Кисела Вода, Димитар Влахов. Постои таму некои часови одржуваат за ориентација на оние слепите кои што учат таму, кои што се образуваат. Меѓутоа, оние подоцна што го изгубиле видот, тие што да прават? Сега Сојузот на слепи може да издействува и да направи, има доволно средства да плати обука на одреден број на граѓани кои што ќе се обучат и кои што ќе работат после таа работа, ќе стане професија да ги обучуваат лицата кои што подоцна го изгубиле видот за ориентација. И тоа уствари практично тука ќе си најдат работа. Да. Колку луѓе се невработени на улица, па зашто да не направат таква една таква обука? Јас ќе кажам во Бугарија тоа сега веќе функционира. Си има луѓе кои што ги учат ориентација, тие се платени луѓе и на оние што подоцна го изгубиле видот, кои што имаат желба да станат некој нешто во животот понатаму, они работат на тоа поле и... Ајде да се надеваме дека ова ќе стигне до вистинските места, чисто како апел ве упатуваме и едноставно реална потреба дека треба да се
отворат овие прашања, да се изреализираат токму и вакви проекти, нели, за луѓето кои се со оштетен вид, да имаат поддршка и да имаат место каде ќе можат да се, што велиме, соодветно подготват за она што во животот и секојдневието ќе ги очекува, непречено да функционираат, бидејќи вие не се предавате лесно. Од вашиве примери, посебно еве конкретно, кога се зборувавме за факултетот веќе едниот завршен и рековте дека практично како еден вид на револт и борба ви се јави и во моментот кога ослепевте, пред тоа не бевте расположени за учење, за доусовршување. Тоа е еден друг феномен кој често пати вака го доживувам, посебно кај луѓето кои имаат одреден инвалидитет, како можност да се докажат дека ако некаде животот скусил, на друго место многу повеќе дал и не треба да се затвараме меѓу себе или во 4 зида. Така, не треба самите да се ограничуваме. Едноставно, јас тргајќи од себе, за мене пријателите беа најголемата поддршка кога јас го изгубив видот, како што кажав. Исто и на факултетот колегите ми беа најголемата поддршка. Секако јас најдов на добра соработка и со професори, со сите, мислам, ме прифатија. Како ги совладувавте предметите? Значи, тоа сакав да кажам. Кој степен обезбедени се училиштата? Тоа сакав да кажам, значи на факултетот не постоеше конкретно начин на кој што ние можеме да функционираме, значи сето тоа што тие испити што ги полагавме, пошто ние бевме полно и кредит трансфер систем, начинот на полагање не беше како претходно што полагале. Еве и сега како што е нели на компјутер полагаш и така нато. За нас нема услов. Значи нема соодветно опремен компјутер или било што за ние да можеме самите да ги решаваме тие тестови и така натаму. Мора некој да ви помага. Мораше со нас да пуштат некој асистент или било кој да бараат за ние да можеме да се изреализира со нас тој испит. Сега со владувањето на литературата која што ни беше предвидена за тие студии, ја совладувавме со помош, нели, на тука Сојузот помогна, ќе кажам, има во Сојузот имаше импровизирано тонско студио каде што ни ги снимаат целата литература во аудио формат. Тоа сепак ќе кажам е помош од страна на Сојузот. Но еве сега повторно постои уште еден проблем тука, што ниту една приватна школа за странски јазици не е спремна да понуди програм да понуди програм преку кој што ние би можеле да ги совладуваме било кој од јазиците, нели, еве сега да кажам сум учел англиски, меѓутоа сакам германски. Така. Да. Но јас се обратив во 2-3 школи каде што едноставно сум одбиен баш од таа причина. И тоа е не се подготвени, да одговорат на барањата. Јас ќе кажам повторно, значи не е тука не се проблем институциите, да кажам министерства и така натаму, проблем сме ние како сојуз, ние како институција, затоа што ние самите не бараме и не правиме. Чувството, нели, да се сака, да се биде нечив и некој да ви припаѓа вам, вие го имате изреализирано во животот, имате сопруга, имате 2 прекрасни деца. Така, тоа сакав да го кажам, значи сепак сега би сакал повеќе, нели, на нив да посветам внимание и за нив да придонесам. Кога се сопругата ја запознавте откако го изгубивте видот? Да. Откако го изгубив видот, значи при крај на студиите бе веќе, кога ја запознав неа. Но и претходно, значи пред да ја запознам неа, имав и други, да кажам сега, ако конкретно сега... Не чекам за претходните врски, девојки. Не, ако тоа ви интересираше, значи јас сега не знам не навлегувам да не направам проблеми, не, туку дека бевте без задршка, нели, и потоа да сакате да освоите, повторно ќе речам, нечиво срце и да си се реализирате по прашање на семеен човек, семејство и слично. Да, значи тоа што сакам да ви кажам, тоа мене ми влева само доверба. Дека јас сум успел да создадам семејство.
Кога размислувавте за желбата да си ја реализирате, да создадете семејство, не идувавте на размислување кај себе, па како би ме прифатила можеби личноста која ќе ја засакам или почувствувам дека треба да биде моја со мојот недостаток практично? Значи не размислував на тоа затоа што јас си компензирав како што и сопругата сама вика, тоа што не гледам го компензирав со мојата духовитост, така што и она самата вика дека со тоа сум ја запленил. Одлично. А рецептите што ги знаете и што сакате да бидете успешен и умешани во попрашање на готвењето? А тоа ќе може да повелите, па да се уверите. Значи, желба ми беше уште пред да го изгубам видот, така, сам и уживав онака сам да си направам, било да е чипс, било да е да спремам некое јадење као помфрит, месо, така натаму, така. Нешто посложено. Нешто посложено, секако селско месо, мучкалица и така натаму. Сега да не ги набројуваме јадењето. Мене ќе ми се пријде сигурно не ги броите. За тоа сакав да кажам да не ги набројуваме. Да. И од таму и тогаш кога гледав, нели како што кажав, правев и после тоа кога го изгуби видот, повторно желбата ми остана да можам сам да си приготвам, сам да си направам. И значи треба постојано континуирано тоа да го правиш за да има успех и да позитивни резултати. Така, јас секако тука малце ќе кажам кога се оженив, сопругата ги презема тие работи во своји раце и сега малце се уназадив. Не се опуштете многу. Што сепак еве и тоа ќе кажам, постои проблем кај слепиот човек, колку и да знае, колку и да се движи сам и така натаму, ако он се наслони еден период на друг човек кој што ќе му помага, после тоа губи од рутина. Исто тоа е проблем. Да им сте посагала некогаш да научите да готвите, да се плеткате во кујна или нешто слично? Да. Да, сум посакал. Затоа што јадењето мене јас сакам многу. Еден убав ритуал или убаво е кога човек ужива во храната? Тоа е желба. Ако имаш желба, лесно и да научиш. Сте добили ли некога желба можеби да прашате дали може да се поправи вашиот вид, дали постои таква опција, дали постои операција која би ја направиле? Предизвикало ли такво? Јас не. Мислам добро, јас сум веќе од вродено слепо и но еве на пример семејството сака да беа сега во ова новоотворената болница што е во European High Hospital што се отвори. Така, кај нас. Да, и тие ме праша, например, дали јас би се согласил да направам таков вид на контрола, дали имам шанси да прогледам или не. Но вика, ме проба, мислам, еден од семејството, ни братовчеди што ги имам, ама тие немаат ни намера да... Мислам, немаат намера да ме навредат или да ме налутат, него така на шега ми право, ако ти речат дека нема да прогледаш, што би направил. И јас едно од немислење им реков, па едно-две, јас сум навикнат веќе од тоа и така да мене не ми е чудно. Нема да ми изненади, ниту ќе ми е чудно, ниту ќе... Бидејќи јас роден сум слеп и па и да, не дај Господ, па и да умрам слеп, не е ништо страшно. Животот е пред вас, очекувам следна прилика да дојдете да ми кажете за семејство, за деца. Му верувам на живот, мислам, сакам да имам убав живот. Па без разлика гледал или не гледал, тоа е. Животот, мислам, продолжува. Јас сакам, иако не гледам, сакам да се соочам со се она што ме обкружува. Убав е животот и кога пак ќе речам има можеби еве ваква. Иако не гледам, мислам, има ме помагала, наши помагала. Страмота е, мислам, да се сожалуваме сега, не гледам и готово, крај на живот или крај на оно што го... Мислам, ти и да си слеп, некако животот ќе го живееш. И оние што знаат да гледаат, да им некогаш не гледаат. Да.
Можам Би рекла слепи при очи кога некој ќе рече, буквално во секојдневието или па можеби пред слепите да. ослепуваат. Така. Тоа не. Јас ќе ви кажам до некаде па и ние сме во предност. Еве една работа, значи јас немам потреба да застанам ни пред огледало, нити па ми треба струја за да се избричам. Сега од немање време не се избричив, а иначе на било кој друг му треба огледало, му треба светло за да се избричи. Ете. Значи тука сме ние во предност. И потоа како изгледам, дали сум Јас убава, дали... Само да заврши Јас секако ќе се избричам поубаво и од тој другиот кој што гледа. Нормално. И ја нема да се исечам ниту еднаш, он еднаш два пати ќе се искасапи. А и друга работа, исто вака мислам сега малце вулгарен ќе бидам, малце непријатно, може со другариве многу пати вака кога ќе излеземе, ќе почне да коментираат нешто околу видат некоја женска, леле каква, ја не ви верувам, однесете ме да ја пипнам. Готе сопругата ве гледа. Знае она. А, да. Убаво тогаш семена имате хармонија, комуна, што вака си се разбирате. Ова е Што ме како момент дозволено, на тоа е вистината. одлично. Да. Затоа компензирате со некој оброк, Да. сигурно со нешто подготвување и некој третман по дома. Да. Многу ми е драго што имате ваква енергија, пак ќе речам позитивна и што се исклучително храбри. Да. Повели дај. Јас ќе ви кажам уште еден пример со ова што го кажа Гоце за струјата. Еднаш кај нас, мислам, во село знае струјата да се исклучи кој знае кога веќе ќе дојде. И еднаш се исклучи и сега овие моите се чудат, бидејќи нема во моментот немавме свеќа. Паника? Свеќа да запалат. И сега викам, ајдете сега викам. Расправајте се сега, викам, со еден слеп. Како се движиш ти, вика. Викам, сега одете вие по моите звуци, бидејќи јас сум свикнат на темница, не можете, ништо не ми можете и тоа. Може да ги поздравиме со еден голем аплауз заради навистина харизмата која имаат и храброста со која си говорат и често пати си прават и пак ќе речеме големината на луѓето. Морам да признам дека барем јас така ја чувствувам, е кога знаат да се пошегуваат на своја сметка и кога навистина можеби мислиме дека далеку од шега е тоа што во моментот нели го прераскажувате. Ние од другава страна го доживуваме, а вие имате една голема ширина што ве прави навистина и посебни. Гоце ме интересираше какво беше чувството кога дознавте дека ќе станете татко и кога ви се родија децата? Значи, првиот пат кога јас станав татко, исто го имаше како информација на вашава телевизија, значи на македонска телевизија, тогаш правев исто некој предлог со госпоѓата Виолета Совкарова. И баш тој ден кога требаше да правиме снимки некој, тогаш сопругата се породи. Така што чувството, да ви кажам, е неверојатно добро. Како што кажав исто, тука веќе се осеќам дека сум постигнал нешто во животот. И тоа многу. Да, и кога ќе успеам да ги изведам тие деца на прав пат, уште поголем успех. Колка ви се децата сега? Значи, едноставно, како што вие функционирате, така и јас. На која возраст ви се децата сега? Едното 4 години, значи две женски се, едното 4 години, а другото сега направи 2 години на 24 март, на истиот ден кога јас сум роден. Здраве, живи. Значи, второто ми беше како поклон за роден ден. И сакав да кажам, значи, исто сум јас што сте и вие. И вие сте основале семејство и јас. Так. Сега вие гледате, ја не гледам. Ама пак со исто темпо се движиме. И со исто онаа родителска желба што се вели за да се ги подигнете децата, ги справите и им го покажете патот, живеете претоставувам секој еден ден и секој еден ден вие на тој начин нов предизвик. Апсолутно, тие се желбата. Двигателот. Така. Да им слушате, ќе треба и вие скоро да се одлучувате за семејство.
и за проширување на истото, затоа брзо опуштајте се што се вели во средината. Еве вака некако, иако ќе нема крај нашиот разговор, такво чувство имам, Да. и дека уште би можеле да зборуваме. Јас се надевам дека пак ќе речем отворивме одредени прашања кои треба да допрат до вистинските луѓе, дека ви треба условно речено помош, но конкретна, како би ви се олеснило секојдневието и животот, вие не барате да бидете сожалувани ни одблизу, туку барате да ги добиете реалните можности со кои едноставно ќе може безпрекорно да си функционирате. За возврат давате многу енергија и се разбира враќате со успеси кои ги бележите во животот. Гоце ќе ви посекам и да го завршите и вториот факултет, да се реализирате во професија која сакате да ја работите. Споменавте дека новинарството некако ви лежи и би сакале тоа да го работите. Би сакал и колеги овдека да бидеме. Што досега сте работеле? Јас до сега што сум работел, значи првовремено кога ми се роди првата ќерка, како што кажав, бев невработен и една од причините беше она да јас земам и едноставно на пазар да продавам кафиња, чаеви, такви работи. И поред тоа што не гледам. После втора работа ми беше преку овој проектот што го прават овој агенцијата за вработување, за самовработување. Успеав да добијам грант и основав своја фирма, па отворив Тобако. И така, па сега се мачиме за работа, бараме работа, затоа што работев еден период со тоа Тобако, после тоа го затворив од X причини. Сега барам работа. Ајде скоро да биде и тоа, ќе ви посекам. Па се надевам. Следната прилика, реков, со убави разговори, по реализирани еве вака проекти животни, да се видиме заедно и да видиме како тргнале во нагорна линија работите по прашање на луѓето, конкретно со вашиот пример, луѓе кои имаат само оштетување на видот, можам слободно да речем, а никакви други, дури во предност е по многу прашања на луѓе кои немаат никакво физичко или било какво оштетување и инвалидитет. Значи, јас сега, по ова што го кажавте, ако може да кажам само, јас не сум само со видот, туку јас имам и друга дијагноза. Можда се слушнале, можда не е, тоа е епилепсија. Не знаев. Така, но тоа е исто друга дијагноза која што уште повише би требало да ме плаши за да излезам јас сам на улица. Ја третирате истото, така лекови претпоставам мора да апсолут, земате бидејќи апсолутно, меѓутоа таа е многу поопасна и од слепилото. Ова ќе отвори нови прашања. Така, затоа да си премолчам. Не нема потреба да премолчуваме. Апсолутно. Но ја немавме оваа информација. Уште еднаш секоја чест за храброст и за борбата со која се соочувате секојдневно во животот и насмевката која не се симнуваат вашите лица. Ја користам оваа прилика да сите оние мои истосудбеници што ме гледаат да го сватат животот, дека и поред тој проблем дека продолжува понатаму со многу убавени. Да се живеете само во убавени, ви благодарам за вашите приказни во ова издание на емисијата Тунел. Дамил реков да се ослободите скоро од сите стравови и до следна прилика да слушнам како имате и вработување, па и девојка. И ние ви благодариме Исто за тоа што одвоивте време за нас Беше многу драго. и посакавте да бидеме ваши гости. Ќе посекам и нешто да ми изготвите, Гоце. Ви благодарам. Нема проблем. Ај па еден ручек и готов. Се надевам дека ова беше уште една интересна тема и се разбира уште еден разговор кој нема да остане само на разговор, туку едноставно ќе потекне, пак ќе речем, бројни размислувања кај секој еден од нас за тоа што може животот да ни донесе, како може со истото да се соочиме и како едноставно да гледаме на луѓето на кои можеби досега сме гледале поинаку. Пријатно.